Здраво, другари! Многу мразам кога ми свети светлово на очарима. Здраво, другари! Пред се сакам да ви се заблагодарам на поддршката што ми ја давте на претходното видео. Фала и на сите што го шерна видеото. Многу ми значи кога некој ќе ми шерне видео, секогаш ги репостнувам тие сториња, постови. Само видов дека голем дел од вас помислија дека е некаква реакција на хейт коментари, да не свади да погрешно, темата е сосем друга. Друго видео ќе има за хейт коментари. Многу е покомплексно од тоа. Ако не сте го гледале видеото, ви препорачувам да го гледате, а ако сте го гледали и погрешно сте го сватиле, изгледате го уште еднаш. Затоа што имам нешто да се надоврзам. За многу е секси ова анимација со балончево вие. Ја обожавам. За да не се повторувам, тоа што сакав да го кажав уствари на телевизија, ошто сега ќе го гледате извадок од утринска емисија на МТВ кај што гостував пред некој ден. Така ми дојде да го кажам ова и не знам, некако си ја поврзав темата со претходното видео, за да сватите зашто станува збор, да го изгледаме видеото па се враќаме тука. Ако 20-тиот век можеше да се дефинира како век за науката, дефинитивно 21-тиот е век на технологијата. Имаме можеби кај нас не толку познати професии како што тоа ти го работиш, меѓутоа ме интересира како ја доживуваш целата оваа технологија. Денеска имавме гости кои што доаѓаат од Pixar, од DreamWorks, кои што зборувавме за 3D анимации, каде е Македонија во однос на тоа. Како гледаш ти на технологијата, како гледаш на она што се случува денес? Можеме ли без интернет, можеме ли без YouTube, Facebook, социјалните мрежи да не ги набројуваме така натаму? Ако спомна интернет, значи мислам дека е еден од основните услови за живење, значи кој што е воздух, храна, вода и слично буквално интернет тука стои на листата. Не знам дали моите колеги во студио ќе се согласат, меѓутоа како размислува млад човек баш ме интересира. Па да, вака, мислам, и не само млад човек, мислам дека и на старите им е веќе еднакво потребен интернетот, затоа што не знам, веќе ни е наметнат на некој начин да ни биде ете баш како услов на алатка за живење. И сега, не знам, малце сме подалеку од светот, мора да кажам, за жал. Значи, не знам, во Македонија во се сме некако последни, чекаме се во светот да се случат сите нешта први на секаде во светот, за и ние во Македонија да ги прифатиме и тоа пак онака со тешко срце да ги прифатиме сите тие работи. Не знам, мислам дека би било многу подобро ако има можност да, не знам, во Македонија нешто прво да се случи, за ако не во светот, барем во регионот, и мислам дека би имале многу поголеми бенефици во однос на другите земји. Сега конкретно еве за YouTube-от, тоа што јас го работам, сме далеко од први, али ни останува само да се огледуваме на странските јутубери и да ја шириме оваа култура и во Македонија. Не знам, мило ми е што уште остана неколку јутубери кои што постојат, што уште не се онака залагаат сами за себе, туку општо за целиот YouTube во Македонија. Поздрав до Боби Битбокс највеќе. И тоа е тоа. Ме интересира, Иван, дали имаш понуди за работа од странство и дали можеш да бидеш познат јутубер, на пример, ете во Норвешка или во Данска, како што си овде? До толку странство не, али ако деве соседните земји се сметаат за странство, да, сум имал понуди за работа конкретно за на оваа професија, јутуберство. Зошто остануваш се уште тука? Која е твојата одлука, на што се темели? Дали е тоа поврзано со змејовите, со 3D анимации, со YouTube, социјалните мрежи? Види, останувам затоа што веќе сум изградил оваа публика на, не знам, на ниво на Македонија. Не дека не сакам да се проширам, фала Богу, секој, мислам, како и сите останати, сум амбициозен, и би сакал да се проширам на секаде низ светот, али конкретно за сега останувам онака на македонски јазик, не дека не ми иде англиски, супер ми иде, ќе се пофалам, али ќе видиме, не знам, здравје во иднина, ако ми се пружат можности, супер. Али чим еве имаме змејови кај нас, зошто да бараме? Се враќаме назад во студио, режија? Режија? Само да сумирам, тоа што сакам да го кажам е дека тој што сака да биде над другите, мора да излезе од комфорт зоната и да го фрли шаблонот у канта. Инаку само би тапкал у место. Тој евентуален успех е само привремен. Да не се повторувам многу, не сакам да снимам исто видео два пати. Ви благодарам многу што гледавте видео. Не заборавајте да оставите лайк доколку ви се допадна тоа што од душа ми дојде да го кажам на телевизија. Сабскрајбнете ми се обавезно на каналот. Стиснете го звончето за секогаш да добивате известување кога ќе ставам ново видео. Идете ми на каналот и изгледате ми ги сите видеа од прво до последно. Направете си нудли за ручек во 4 сабајле и кажете им на другарите дека се клошари ако не ве частат пиво.
Се гледаме за брзо, другари. Чао, чао. И слушајте Благица Павловска, мислам, не дека е добра катастрофа, али мислам дека е фер да се испочитуваат сите македонски артисти.